Хаосот во скопскиот јавен превоз продолжува. Скопјани утре повторно со главоболки, како ќе стигнат до своите работни места, домови и училишта, бидејќи утре двете здруженија на приватни превозници, Слобода превоз и Мак експрес, ќе ги паркираат автобусите и ќе излезат на протест. Причината е долгот кој град Скопје, односно ЈСП, го има кон приватните превозници, а е во износ од над 1 милион евра. Денешната неколкучасовна средба на градските власти и превозниците без епилог. Сите губиме, ќе изгуби градот, ќе изгубат граѓаните, ќе изгубиме ние како превозници, ќе се нарушат односите на некое пофер договарање со градот, така да ќе размислиме и за тој момент, иако можам според печатокот што го имам во изминатиот период од состојбата во која што се доведени приватните превозници, дека веројатно ќе се случат во наредниот период некои протести, а можеби и штрајки, и блокади. Приватните превозници Слобода превоз и Мак експрес со заеднички сили ќе се борат да ја истераат правдата со ЈСП, но и градот Скопје. Сега по завршетокот на ова средба овде ќе се вратиме во просториите на Мак експрес и со останатите членови на управниот одбор и со членовите кои се во состав на Мак експрес ќе се договориме што понатака. Најверојатно ќе има протести, али може да ги направиме заедно со Слобода превоз. Граѓаните револтирани велат: чекаме долго и плаќаме месечни карти, а превоз немаме. Многу сат, вчера сум чекала 2 сата. Многу ретки се 22. Многу се ретки. Не знам што се случува. Иде вака? Па почесто. Овие неколку дена. И пред тоа, од кога почна овие проблеми со градски, од тогаш. Инаку пред месец дена за прв пат од формирањето на ЈСП, Скопје остана без јавен превоз, бидејќи вработените стапија во колективен штрајк поради неисплатени плати. Веднаш потоа приватните превозници на Мак експрес исто така поради долг кој не можеа да го наплатат од ЈСП, односно градот Скопје, прекинаа да ги превезуваат патниците на нивните линии, а тоа повлече протест на ученици од Скопски Сарај кои ги користат линиите 56 и 56А, кои имаа проблеми да одат на училиште.